сум навивал за ВМРО ДПМН-Е. Така велат овие членовиве на СДС кои ми пишуваат коментари, кој им го пегла Филипче за неговата епохална посета на Дубај и концертот на Харис Джинович. Викаат, ти навијаш за ВМРО ДПМН-Е. Додуше и други ми викаат. Па не дека не навивам. За кого треба да навивам? За Ѓубрентус? Или можда треба да навивам за вас? Од СДС? Па навивавме за вас, нели? Навивавме, мислевме ке дојдете на власт. Мислам, пазете ова кога кажам навивавме, не викам дека јас ова за нивна корист сум правил нешто, туку секој што беше опозиционер, тоа јас сум го објаснувал, се лепеа за нас кои што имавме опозиционо мислење, па така се добив печаток дека јас сум член нешто на СДС близок со. Нема везе тоа. Океј, тоа не се објаснува, џабе ви се објаснам, доаѓа и како нема везе, како правдање некој. Па ете, тие неопределените што бевме у тоа време, навивавме вие да дојдете на власт. Тоест со нашите дела, не индиректно, со нашите коментари, со нашите критики, индиректно помогнавме вие да дојдете на власт. И што направивте кога дојдовте на власт? Дали едно исполнивте од ветувањата што ги кажавте? И не само тоа, туку и оно што најмногу се колневте дека нема да го направите, зашто ве овинуваше тогашната гарнитура на Груевски, дека ќе играте антимакедонска политика, дека ќе го смените името на штета на македонците, дека ќе влезете во реализација на тиранската платформа, така што Дуи ќе го поставите он да ја води државата место вас. Значи сите работи што не требаше да ги направите. Сите работи што ветувавте дека ќе ги направите, не ги направите. Море бројчаници, море парите ќе ги вратите, море сите у затвор кидат, море ова, море. Вие се пазаревте, пазарџи, пошто лидерот ви беше пазарџија. Не ќе да уредам некој од овие поштениве пазарџи. Ама тоа е тој ум. Значи, вие не ставивте академик на чело на партија, не ставивте филозоф на чело на партија, не ставивте, не знам, мудар политички деец на чело на партија и што е најважно, не ставивте патриот на партија. Ставивте на чело на партија продадена душа, како што имате и сега, исто таков. И вие ќе ми изборите мене за навивање? А за вас ли бре да навиваме? Ја ви реков, вие никогаш нема да дојдете на власт. Никогаш. Особено не кога го поставивте за лидер тој што го поставивте. Пошто тој е тамо ставен да исчисти говната пред себе и да ги исчисти говната од главата на тие претходните лидери што беа ваши изминативе 6 години, особено на ној првиот што ветуеше све и што се колнеше дека нема да смени име и дека нема да ги понижува македонците. Се колнеше у најмилото. Зато имаме една мала порака, понога, како сакат. Немојте со тие подмолни говеда од СДС. Ова се однесува на ВМРО ДПМН. Не им влагајте у комбинации. Тие што подоцна беа при врхушката на СДС, со она време кога дојдоа на власт, па и подоцна, што им беа и пиаровци ова и све, значи ги знам од млади денови, од кафичиве што сме искачале, Зизи Вангок, таа бе една така посебна група на луѓе јапи, така искачани, посебна музика слуша, посебни книги чита, сите други бевме малку глупи за нив, не беа елита уште тогаш. И таа елита, секојаш кога дојдеше на власт, беа матер на сите. Ништо позитивно не направија, било која од нивните гарнитури што доаѓаше на власт. Имаат вродена подмолност. Знам и колеги такви од тие. Значи, не состојба да седи со тебе на маста, да ти се смешка, да те тапка по рамо, да сврти му малце грб, ке ти го начука. Значи, Мицковски, без разлика премиер. Може сте имате некој договор, сте имале, ај нема да се рчкаме, ние сега ќе дојдеме на власт, пошто вие сте готови, така натаму и така. Не се држи до даден збор со нив. Ако си патриот,
Ако сакаш да останеш на власт долго време и ако сакаш Македонија да ја исправиш на цврсти нозе и да го вратиш достоинството на македонците. Со нив и можеш да им ветиш, себе сега ти кажам што сакаш. Не се држи до ветувањето. Оти они у прва прилика, кога ќе добијат малце ветер у грб, ќе ти го начукаат. Пошто се тоа подмолни го ведат, тој име табиет. Како приказната со жабата и скорпијата, сите ја знаете. Сите ја знаете, ама ајде две реченици. Скорпијата вика на жабата, пренеси ме преку барана, не знам да пливам ке судам, жаба ми вика, не сум глупа ја, да те пренесам, ти си скорпија, ке ме каснеш, ке ме убиеш. Ова не, како жабо ти ветувам, ја еве тука руче ставала скорпијата, вака како тој вашиот претходен лидер. Нема ја, ако те боцнам, скорпија више да не бидам. Опашката да ми се исуши со тоа отровот, со тоа боцката. И оваа жаба ве поверувала, добра, ај ке те пренесам на пола пат у барата, скорпијава ја укасуе. Ја боцнуе жабава умира, се грчи од тоа отровот, почна да се дави вака, се дави и вика, зошто мори жабо, нели ми вети, нема да ме боцнеш. А скорпијава и вика, шо да правам бе жабо, табиет. Табиетот на СДС е предавнички, подмолен. Ако сте им ветиле нешто, не се држете до зборот. Научете нешто од блиската историја, оно што сакаат сега да го превртат на глава, овие бугарашки орди што ни шетаат по државава, агентури, пропагандисти и така натаму, подкопувачки елементи, што сакаат да кажат партизаните убивале бугари, убивале ова, не убивале бугари. Тоа е тој фриз, они што го прават секојаш на историјата. Не убивале бугари. Убивале внатрешни непријатели на државата. У тоа време државата била Југославија. Научете нешто. Кога една држава е преполна со внатрешни непријатели и пета колона, мора да почне брутално да се брани, што малце се консолидира. Нека биде ова мала порака од еден, како да ви кажам, не толку умен човек како мене, но кој што успел да согледа некои работи, ова се однесува и до новите луѓе на одредени безбедносни служби у Македонија. Консолидирајте се, тргнете во пресметка со петата колона и внатрешниот непријател брутално. Не ебете жива сила, вклучувајќи ги сите оние што учествуваа у предавството против македонците од 2017 година навака. Тука нема пардон, затоа што ќе дое време, ќе добијат, ќе се сменат можеби неочекувано некои околности, ќе добијат снага, моќ, не ги оставајте да мрдаат, не ги оставајте да отворат око, ќе добијат моќ, ќе се свртат против вас, ќе ви ебат мајката, тогаш нема да имаат пардон. Пошто тоа е предавнички табиет менталитет, подмолен. Такви се скроени. Не можете со нив да играте джентълменски. А тој да беше джентълмен сегашниот, прв концерт кај што ќе го снимеа со телефон, ќе беше, шо знам, ќе беше на филхармонија, малце мозок да има. Баш кај со тоа ќе пласираш и друга порака у јавност. Може да е 6 пати доктор, 16 титули да има докторски, овде ко не ти работи, джабе ти е. Каква порака ќе беше тоа поинаква ако се појавеше на концерт на филхармонија, неговото прво излегување у јавност на некој културен настан? Или може би да го видевме на балетска представа Лебедово езеро, нека биде и еротска варијанта, црниот лебед ке шуи на чукува на лебедицава, ама балет. Бар го слушаш Чајковски нешто у позадина, овие што се дешава на сцена, орги што прават лебедиве, нема везе, што се тртат. Ама барем Чајковски иде у позадина, може и таква варијанта да беше, еротска. Ама човече, појавување прво у оваа ситуација кај што државава, кај што младиве се духовно опустошени, кај што немаат репери у животот како примери да ги водат, кај што ништо не читаат, не гледаат квалитетни, не познаваат квалитетни филми, немаат поима што се снимало, што се пишувало пред 40-50 години. И наместо пример да им дадеш, лидер на партија, ја да бев, прво ќе отидев на балет. Ти издржав, јеби га, ќе се напиев 6 диазепами, да можам тоа да го издржам, вака, али на балет кидев. На опера ќе отидев. Кармина Бурана. Чурана, Курана, како се викаше.
Бурана вероvatno. Бемлига. Ама не на Харис Џиновиќ, пласираш лидер на партија си, пласираш порака со секој твој гест, со секој твое појавување, пласираш порака на јавноста. Не можеш бе ти на Харис Џиновиќ окезен како ова сваќа пред прцање со тоа мобилниот. Немам ништо против Харис, мислам да се разбереме. Немојте да ме сватите погрешно. Харис е Харис, у неговата област е Френк Синатра, балканскиот или како сакате кажете. Ама ти имаш обврска, функција, улога, друга, интегрирана улога која си лидер на партија. Треба да пазиш каде се појавуваш, со кого, зошто, у каков амбиент ќе се појавуваш, каков контекст ќе се појавуваш. Мора да мислите на сето тоа, не можам ја да ви кажам како да ви кажам. Типче со просечна интелигенција да ви каже се што треба да правите. Тоа што беше грешката на председателката со тоа без наме у Бугарија која се појави. Тамо протоколот, тој што беше шеф на протокол. Тоа мора да го види бе, да каже чекај бе, застани, еве пример ви давам и друг. Мора на све да пазите. И сега тие замисли. Уште, мислам, одмах го бранат. Јас сум навивал за ВМРО ДПМН. Добре, навивам. И сега шо? Ајде, шо? Еве навивам. И треба да навивам. И ке навивам. Се додека гледам желба вистина да се сменат работите. И се додека се држат до некои работи што ги кажаа. И се надевам дека нема да ги свртат грбот на некои работи што ги кажаа. Што ги ветија во изборите, колку и да сега тоа звучи во некоја рака настапуваат и претактички, дури за мој вкус. Еве одма ви кажувам. Јас сум секогаш на прва лопта. Зошто ова го кажував преска, не се држете до ветеното она, дури ако сте ветиле, пример, премиере, дека ете ќе ги поштедите од некои работи, прогони. Не се држете до тој збор. Збор на джентлмен му се дава и тогаш се држиш до зборот. Ако двајца джентлмени пружат рака, ама ти не можеш сог на подмолни го веда да им ветуваш, шо име беш матер и да сте се договарале нешто се. Не важи тоа. Апси бре. Апси. Пример ни треба светолу држава дека може да се одговара за дури и за работи како веле предавство, понижување на својот народ, доведување на својот народ во подредена положба во однос на друг соседен народ и не мора да биде соседен. Да сватат сите дека е тоа казниво. Дека не може така понатака. Судови, процеси, ти беше тамо, ти беше вамо, ти беше... Имате слики, имате фотографии, седеа, договараа, правеа. Со тие исто спин докторите што им беа у пропагандата тамо. Ги знаете сите тие лигуши. Ја пиевци. Ми читаме добре книги, слушаме добру музику, гледаме филмови, си огледал Фелини, Джим Джармуш, дали си огледал, Вим Вендерс, Небото над Берлин, дали си... Цел живот се фејкаат вака. Чиниш чоа големи интелектуалци. Од тоа само теле. А у суштина, точка на топење, ниска. Црвени линии нема. Све за свој личен интерес ке направат. Секого може да го продадат. Собствените мајка и татко и браќа и сестри ќе ги продадат за собствен интерес. Тоа е тој склоп. Ги познам. Сум ги гледал од млади денови по кафичи, по како се понашале. Цел живот на туја цицка. Сум навијал за ВМРО ДПМН е драго, тоест не драго членство на СДС. Мене барем никој никад у живот ништо ми нема дадено. Ништо. Све што сум направил, до каде што сум стигнал, сам сум направил. Ни татко сум имал да ме турка, ни сум имал моќна мајка нешто да ме турка, да ме брани, да ме штити, ни сум имал политички партии да ме бранат, да ме штитат, и чкур да не ве боли ја за кого навијам. Вие гледајте си ги тие вашите тамо што ве бранат, еве го Неджо ве видо. Мислев Неджо дека испари негде, исчезна, дека може на друга планета го киднапирале марсовци, и Неджо бе што го прекрстив на емисија у само вистина. Гледам пак,
пак оди у други грешки. Гледам кај Јанко Бурекот, некој му споделил некој пост, пошто он мене ме отфренда уште од времето кога му сменив име, Неджо. И вика, Камала му била симпатична, Камала, многу убава насмевка имала Камала за председател. Па ја утна и Неджо. Ваквите да си ги собирате. Супер, таман се за кај вас. Уште нека ве бранат, нека ве штитат, нека ве поддржуваат. Уште ваквите. Сум навивал за ВМРО ДПМН. Па и за Меланија Трамп навијам. Го знаете тоа. Вчера чешмата ја поправ. У којна. Заштитни гумици менјав. Неколку на чешмите. Тоест на чешмите, да, имаш и други чешми. Така. Ај сега бркајте работа. Еден филозоф кажа: многу е важно човекот да знае не, жената да знае да каже не. Он вика, сите оние кои што знаат да кажат не, имаат автентичност вродена. И сите тие помалку се разболуваат од тешки болести од овие другите кои што не знаат да го направат тоа. Исто и со државите, верувајте. Држава што знае да каже не, ова се однесува на премиерот и на ВМРО ДПМН. Држава што знае да каже не, има повеќе шанси да преживее од оние кои што само кажуваат да и колваат, кај што ќе им фрлат зрна колваат. Истото е за државите и за луѓето. Не дозволувате автентичноста да ви ја убијат на стартот владењето, да ве направат мивки како што ги направија СДС. Која беа на власт, ама тие беа спремни да станат мивки уште пред да дојат на власт, само што лаже и манипулира говедни. Мислам, овие од СДС. Така, ајде да не јадам говна. Чао.